Има една позната српска крилатица, вели: "Нисам гинеколог, али волим да погледам." Под оваа српска крилатица се намножија така наречени доктори во оваа наша козоебина, со дипломи од Мала Речица, Црн Мерко Дрим, Тетовски, Шутка универзитет, не е битно, што студирале, нели, за време на опсада, се преваран до преваран, плюс Хохштаплер, кој знае од каде, типови кои преправаат оценки, у индекс, имаше еден така, го открија судија, замислете, бе, си го земал индексот и со коректор си ги бришал тие лошите оценки, си пишал нови. Судија. Предпоставувате од каја партија, да не кажам, излишно е веќе да кажам. Значи, тие луѓе немале ни поим каде студирале, што студирале. Битно имаат некое пусулче, фалшно пусулче, дека се доктори, суди, ова, она. Се бараат гинеколози кои женски полов орган виделе само на Pornhub или на X-Video, а треба да лечат сериозно болни пациентки кои си имаат големи маки. Треба да лечат од рак на матка, кој е меѓу најсмртоносните канцери. И веројатно ќе лечат како ви од онкологија, ама кога ќе засера дебело, веројатно повторно со златното ќе ги спаси некоја политичка партија, затоа што нашиве животи не вредат. Поголеми се шансите да цркнеш од наш квази доктор, отколку да те претепа амерички полицаец по грешка, нели дека си се сунчал премногу. Згоре на тоа, системот на Северџаниве предвидел дека докторите гинеколози не ги бираме од најдобрите студенти кои изгинале учејки, туку ги бираме строго по етнички клуч, патот до успехот. Не е битно колку знаеш, битно етнички какви гени носиш од тебе. Ако си албанец или турчин, тогаш си стручњак за полови органи, и ако не знаеш никаде е северен, а камали јужен пол. За женски и машки па уште потешко. Најважно е гинекологот да биде албанец денес. Не е толку важно дали на време ќе ви диагностицира рак на матка. Еден органи вадел на родилка, а требал само гинеколошки прегледа и прави, шо има везе, бе. Досадно му било, направил преглед, што направил, дај се, си рекол, дај да видам што има под овој орган. Овој орган е на погрешно место, бе, шо ствари, не и треба овој орган. Шо ки овој вишак и овој орган? Ке го извади, вади. Вади тоа. Судија, од друга страна, си правил, нели, како што реков, пиши бриши на оценките од високо рангираниот универзитет во Тетово. Не колку знае кој факултет го завршил, каде бил приправник, кај кој професори учел, кои му се оценките, туку е најважно да си албанец. Титула албанец, квоти, рамковни. Етникумот пред образованието и квалитетот, чист апартхејд, чист. И така. Во камено време имало повеќе ред и морал, бе. А може... Знаете што ми текна? Па може и подобро да се поделиме, бе, мајко. Секој кај своите. Мислам, извинете, вака ја само прашувам. Па доста се лажеме, бе. Со живото, она буда од лабуда, бе. Заедно ние, правна држава, не можеме да направиме. Не може. Не велам дека ние македонците сме подобри, ама дај бе да пробаме. Една година само едните нека бодат држава, друга година другите. Кој е подобар, ке си пружиме рака и подобриот нека земе се. Оти вака, како до сега, не е нарна. Вака озаконуваме апартхејд, противуставно делување, неред. Создаваме услови за вистинска меѓуетничка војна. Еден ден, наскоро, по вашите кива. Ако не се грижи за другите, грижи се барем за себе. Толку ли сте говеда се обратно да правите? И овие возачи, исто говеда. Не се паркира кај што ќе се стигне, бе, на тротоари, на зелена површина, на патека за возачи
Има луѓе со посебни потреби, не може да стигнат до лекар заради вас што сте се паркирале тамо само за да завршите некоја работа. Денес 100 завршени работи од 100 селјачишта го блокираат целиот живот на луѓето во колички, на мајки со мали деца, на стари изнемоштени лица. Јебива, светот е ваш, бе, го знаете министерот или швалерка му, блиски сте со премиерот, имате врски у сообраќајна полиција, или полицијата јаде на ваша сметка, на сметка од ваша фирма. Ево те, па, тоа е големо достигнување. Па вие сте бе вундеркинзи, колку што Заев е нели Нобеловец. Бе, овие пешачки бе говеда исто. Не се оди на по тротар цик-цак со слушалици уши да не може човек да ве помине бе. Не се цуп како боксер по велосипедска патека бе. Ало бе, баби, немате 20 години што фаќате раскрсница диагонално преку 4 ленти. И тинеџери бе, ало бе, не се бутка еден со друг додека поминувате улица кај што нема пешачки премини. Се буткаат еден со друг. Се влечат, сопки си прават, тука коли прајат. Абе, све е отидено, како да ви кажам, без контрола. Возачи бе, секое поминување на црвено светло е потенцијално убиство. Таксисти бе, секое сечење на полна линија се води како можност за двојно убиство. Секое претекнување на полна линија може да значи да убиете некој од спротивната насока што иде. Ве боли уво, ќе добиете условно на условно. Ама пак ви кажам, во следните 10 години на адвокатот и на судијата ќе им купите по еден стан за неколку секунди што сте се правеле фраери и што не сте ги почитувале основните нели правила во сообраќајот нели на улица, на вагон таму. И овие типки бе, говеда. Ако швалерот ви купил кола од 100, 150, 200 конски сили, не значи да се шминкате бе додека возите или да ставате кармино ретровизор, вози и става кармино ретровизор и вози. Скрола по Facebook. И вози. Ќе видиш таква некоја ти да спротивна насока, бе, ужас ме фаќа. Ужас, ужас. Поише гледам мобилниот него напред што се случува на булеваров. И после ќе ударат некоја бабичка или не де Боже дете на пешачки. Затоа што јеби га била многу ниска, не ја виделе. Инаку ова е жива вистина како оправдување. Дека така се вадел на суд, многу била ниска бабава, не ја видов, јеби га. А што треба бе бабава да игра у НБА Лига Центар? Да биде као Јокич? За да може некој пуфли со Ренч Ровер да ја видат, пошто се они нели на високо седнати, со тоа карменото уставака и да може да ја види. Ниска бабава бе, многу ниска. Значи, сообраќајот не е надпревар, не е психијатрија, не е гран туризмо, сообраќајот е транспорт. Од транспортот сите треба да стигнат на дестинацијата безбедни, а не во болница или на гробишта. Ако веќе полицијата знае само да се намести да фаќа пијани и половината да ги пушта со врски после тоа, тогаш не ни преостанува ништо друго, туку да си го ставиме прстот вака на глава и да си кажеме дали сакаме да си го зебеме животот со непромислени одлуки. Дури кога ве фаќа еуфорија, истувајте себе на друго место бе. Ве не стискај на папуча за газ. Најголемата грешка во сообраќајата, само овој пат нема никој да ме види. Овој Марфиовиот закон вели вака: само тргни, ќе ти стане животот пекол. Ништо не е исто од како ќе згазите човек. Ништо. Фала многу, пријатно.